доколку сте љубители на животните, особено на кучињата, тогаш сте во вистинско време и на вистинско место. Денеска во студиото имам дури тројца гости кои што морам да кажам и особено задоволство што се овде денес со нас. Знаете дека ќе имате можност и вие да се јавите и вие да ги поздравите. Јас емисијата ќе ја водам низ сите оние прашања кои што сметам дека нормално и мене ме интересираат, меѓутоа ќе ве интересираат и вас. Добро дојдете, ќе му посакам на Ристе Гиевски, професионален дресер на кучиња. Доволно е кога ќе ве видат вас и кога ќе ги видат овие прекрасни суштества овде во студиото да знаат дека ќе посваруваме на тема дресура на кучиња. Риста, добро дојдовте. Фала на поканата, поздрав до гледачите на Канал 24 и задоволство ми е што ќе бидам гости на вашата емисија. Да ги представиме и останатите двајца гости. Значи, тука се Самуедот Хогар така и германскиот овчар Вокс. Тие се моментално јуниорски прваци на Македонија. Тие се од Гевгелија, значи гости се од Гевгелија и се работи за стварно супер. Вие сте од Велес, другите гости се од Гевгелија, така што имаме во студиото буквално цела Македонија. Се надевам дека нема да ми е жишко овде под рефлекторите. Тие се толку симпатични и толку мирни што верувам дека ќе ги воодушеват гледачите. Може би понатаму ќе имаат и некое прашање за тоа како гледачите да го постигнат ова што вие сте го постигнале со овие двајца прекрасни примероци. Можеме да почнеме со самите почетоци. Нормално пред да стигнеме до дресурата на кучињата треба да прво да го избереме кучето. Да. Многу често кај нас и општо во светот, нели, миленик или куче се избира само според физичкиот изглед. Потоа кога ќе порасне, кога ќе почнат оние проблеми веќе настануваат на вистина сериозни ситуации. Кои се најдобрите совети кои што може да ги добие еден човек кој што одлучил да купи куше? Па овака, значи пред да се одлучиме да купиме куче, многу е битно местото каде што ќе го чуваме нашиот миленик. Значи ако купуваме еднаш во наредните за 10 години најмалце и мора да внимаваме да има простор, значи во станот. Ако го чуваме во стан, ако е во двор, тогаш е многу полесно. Затоа е потребно да се собере домашниот одбор, да кажам, значи целата фамилија, да направиме еден состанок дома и да се одлучиме за расата која ќе чуваме. Значи секоја раса си има своји потреби. Значи за во стан, ако е тој стан, да кажеме 50 квадрати, па и нека и поголем, значи поголема раса ќе има проблеми внатре со движењето, со инвентарот, со ќе ни бутне масичка, чаша, столче и така натаму. Затоа е пожелно, значи во стан да чуваме некоја помала или средна раса. Сега од кој ќе се договориме околу расата, значи потребно е да најдеме од каде да го земеме кутрето. Битно, најпрво што треба да обратиме внимание е неговиот родовник. Значи педигрето што викаме, од каде ќе го земеме, колку ќе не чини, нели нормално. И меѓутоа, тоа сепак се треба да ставиме во втор план. Најбитно е сите домашните дома да се сложиме дека тоа е таа раса што ќе ја земеме. Потоа стапуваме во контакт со некој од гледувачите каде што ќе го земеме кутрето, и моја препорака е таму да отидеме 2 до 3 пати, значи да го пратиме развојот на тоа кутре што сме го одбрали. Значи можеме со него да се договориме дали ќе му оставиме капарли, да се го одбереме кутрето. И таму негде до месец и пол, па и до 2 месеци, значи не препорачувам да се земе кутрето, да се одвои од ова е поздрав до гледачите. Да. Сега. Како да се одлучиме кое кутре од леглото да го избереме? Многу често настанува тој проблем кога идниот собственик доаѓа, одлуката нели се носи дали машко или женско кутре, потоа е одлуката да се одбере кој е женско или кој е машко од леглото. Многу често настанува таа забуна да го земеме најживото, најбесното, па потоа се жалиме, нели? Така. Значи, за да дојдеме до одбирањето, потребно да видиме и амбиентот каде се чуваат кутрињата. Така. Значи,
од кога ќе се роди кутрето, тоа почнува да учи. Значи, неговиот мозок, како што викаме, како сунгер и собира информации. Сега ние сите одиме, ги бркаме некои одгледувачи што имаат име, што имаат реноме, меѓутоа забораваме дека може таму да не идеме на фарма, значи на заштанцање на кучиња, како што викаме. И затоа е пожелно да гледаме како се гледани кутрињата. Подобро е да отидеме да земеме кутри од некои скромни услови каде што гледаме дека кутрињата се обкружени со љубов, дека таму нема некои си одгледувачници врвни, па ги чуваат, не знам, на теписони, на такви работи, каде што не им обрнуваат внимание, каде што во преден план е да не ги земат парите, отколку кај некои си таму кој има кутриња кои се ги чува за кеј, едноставно за мерак. Сега битно ни е, нели пак ќе кажам, дали бараме изложбен примерок кој е многу скап, или пак нешто за своја душа. Значи да си имаме миленик со кој ќе се дружиме дома за нашите деца и така не. Кој што едноставно ќе ни биде другар и уште еден член во семејството. И да не се замараме со изложби и такви работи. Многу често се споменува дека одредени раси не се препорачуваат за чување кај луѓе кои што прв пат одлучуваат да чуваат куча. Станува збор веројатно за оние што се подоминантни, помоќни раси. Значи, можеме ова да им го објасниме на гледачите. Значи, нема лошо куче. Значи, нема лоша раса. Јас со тоа се согласувам. Има само лош газда. Значи, или некој како мене што го обучил погрешно тоа куче. Кучето никој пат не греши, оно ги следи неговите инстинкти и прави во моментот тоа што мисли дека треба. Тоа е исто како кога имаме мало дете, кој не разбира и почнуваме да го смеруваме во животот. Истиот е случај со нашите миленици. Значи, него треба се да му укажеме на грешките, и меѓутоа тоа укажување мора да биде во моментот кога ја прави таа грешка. Значи, најголеми грешки што се прават, е сега да кажеме, без разлика дали е во стан или во двор, и сега ние доаѓаме од работа или од било каде и гледаме има некој проблем направено. И одма сега викаме по кучето, дојди ваму, и кутрето ќе дојде весело, нели? Меѓутоа, ако го смениме гласот, оно знае дека виќе нешто, дека има проблем. И сега кога ќе, бидејќи не сме тие што треба да бидеме. Они се страшни аналитичари, да кажам, и они точно знаат кога сме расположени, дали сме изнервирани. Не е погрешно на кога се вели дека тие се попаметни од нас. Па така. Да. И сега, значи, он очекува и има секој од нас има ритуал кога влева дома, кога излева од дома, од домот, и они тоа го знаат. И сега вие кога доаѓате изнервирани, он знае дека има нешто проблем. Меѓутоа он тоа не го поврзува со тоа што си измочкал, што скинал нешто, направената белја. Да, направената белја. И сега он доаѓа кај нас и да биде злото поголемо иде со ушите клапнати како нешто дека да не му е јасно. И сега ние уште посилни, нели? А знаеш дека направи таму тоа и тоа и плес по муцката или па ќе го земеме, ќе му буткаме нушката во изметот, да кажам, или местото каде што го направил, како што ја направил белјата, или па ќе го чукнеме со весник, како што знаеме, бидејќи силни сме, нели знаеме, меѓутоа тој страф е од променот на нашето однесување. Бидејќи ние кога сме изнервирани, ни мутира гласот, движењата ни се подруги. Поинаку мирисаме. Значи, и они тоа сето тоа го сеќаваат. Единствено што тогаш треба да направиме е кога ќе дојде кутрето, не само тогаш, и во секој момент, значи треба да го погалиме. Секој пат кога кучето ни приоѓа кај нас, треба да го погалиме и да го наградиме. Без разлика дали пред тоа направил некоја бела или не. Така. Да.
Ова се одлични совети за почетници, за оние кои што за прв пат во животот ќе се одлучат да чуваат куќа. Можеме овде да направиме кратка пауза, да ги погледнеме рекламите, потоа се враќаме веднаш во студиото. Доколку сакате да ги поздравите, еве веќе ве поздравуваат и тие, доколку сакате да ги поздравите Хогар и Вокс, можете слободно да се јавите во емисијата и доколку имате секако прашање за Ристе. Се враќаме веднаш само за неколку минути. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Ново, високо квалитетно млеко со многу витамини. За заштита на здравјето на моите сакани. Ново алпско млеко за мултиздрав ден. Форми инспирирани од светските трендови за софистицирани луѓе со префинет вкус, досега невидено на овие простори. Се на едно место. Посетете во изложбениот салон во Скопје на улица Даме Груев број 3. Најдоброто од Македонија. Прв FMCG самит во Македонија, во организација на магазинот Инстор. Еминентни говорници од водечките домашни, регионални и интернационални компании ќе зборуваат за иднината на трговијата. 12 мај во хотел Александар Палас. Партнери и спонзори на конференцијата. Добре дојдовте на првиот FMCG самит. Ремедика. Прва приватна општа болница. Прашај пријател. Прекрасни гости денеска во студиото на 24 вести, на вистина ни го разубавија денот, така убаво ни почна. Се надавам и вас, бидејќи доколку сте на оваа фреквенција во овој момент, значи дека сте љубители на кучињата. Хогар и Вокс се со нас во студиото, исто така и Ристе Гиовски. Разговорот го почнавме со тоа што најавивме дека ќе зборуваме за дресурата на кучиња, меѓутоа така и насловот на оваа емисија, меѓутоа секако за да се дојде до дресурата мораме да го избереме миленикот, да ги имаме на ум сите оние препораки кои што ги даваат дресерите, кинолозите, ветеринарите, сите она што можете исто така на интернет да го прочитате или доколку се посоветувате со некој професионалец. Откако ќе го избереме миленикот, секако останува да го донесеме дома. Па потоа почнува всушност дресурата. Пред да го поставам следното прашање, јас само ќе ви најавам дека од овој момент можете да се јавувате во емисијата, доколку сакате да ги поздравите Хогар и Вокс и секако да поставите прашање до Ристе. Ристе, значи веќе сме го избрале куќето, леглото, сме го избрале леглото, сме избрале расата, сме го избрале нашето ново другарче, нашиот нов член во семејството, меѓутоа она носење и двоење од мајката и носење од леглото од кај тие собственици на мајката до новиот дом може да биде навистина стресно за куќето, меѓутоа и огромна промена за собствениците. Кои се најдобрите совети? Како да се постапи? Значи, е стресно, значи тоа е прв пат одбивање на кутрето од неговото семејство, да кажам, значи од мајката и неговите братчиња, сестричиња, да кажам, нели? И сега пожелно е да побараме некоја престилка, нешто, некое парталче да земеме, на кое има останато мирис од леглото, да кажам. Ќе го земеме кутрето, ќе го ставиме во кола и мора да внимаваме на временските услови и на растојанието од гледувачницата до дома. Значи, ако е поголемо растојанието, пожелно е да застанеме 2 до 3 пати
значи чисто кутрето да го извадиме од колата, не да го пуштаме да шетка ако не е вакцинирано. Така. Меѓутоа, ако го земеме како што треба, тоа веќе треба да има првата вакцина. И тоа ќе инсистираме, значи да има прва вакцина и да биде и чистено од глисти. Така. Претходно. Тоа не е некоја сигурност мала, нели? И после тоа, кога ќе го донесеме дома, почнува обуката на кучето. Сега се избегнува тој термин дресура, бидејќи бил не звучи добро, нели? Сега за тоа имаме некој израз нов, обука на кучиња. Така. Значи, од првиот момент кога кутрето ќе влезе во станот и ние почнуваме со неговата обука. Значи, ќе го пуштиме кутрето, ќе го посматраме. Нарочно тие први, да кажам, 3 до 5, 6, па и 7 дена. Значи, мора постојано да го пратиме. Што почесто да го изнесуваме на местото каде што мислиме дека каде што уствари ќе сакаме да врши нужда. Така. Значи, на оној простор. Значи, кога велам што почесто, мислам на 6, 7, 8 пати, па и на секој саат. Мора да имаме на ум дека малото кутра има често потреба за има често потреба и меѓутоа мора да избегнеме тоа прво мочкање, да кажам, во станот. Кога ќе изврши нужда надвор, сме завршили многу голема работа, тогаш малце ќе го пофалиме кутрето, ќе го погалиме и ќе го внесеме пак, сега зборувам за во стан, нели? За во дворе друга приказна. Немаме толку проблеми. Сега, највеќе проблеми настануваат првата вечер. Значи, кога ќе го ставиме кутрето дома, веројатно е најмногу грешки кога ќе легнеме, да, и тука е најголемите грешки, и тоа ќе почне да цвили. Така. Најголема грешка што правиме е да отидеме да видиме за што се работи. Значи, ќе отидеме или пак, не дај Боже, нели, под наводници, да му дадеме храничка, бидејќи мислиме дека е гладно, или некоја награда. И тогаш му праќаме порака, демек зацвили, ние ќе дојдеме. Така. Кутрето во глобала е друштвено битие. Оно сака да биде со нас. И затоа не треба да го казниме, да го ставиме во некоја просторија каде што нема да не гледа. Значи, мораме да му најдеме место каде што ќе има прегледност, од прилика целиот стан да го гледа, каде се движиме, што се движи. Значи, тоа од прилика негде во предсоблието и да има прегледност на секаде. Ако се случи да цвили, значи мора да издржиме до крај. Не смееме никако да одиме кај него. Единствено што можеме да направиме е да земеме да направиме некоја галама, да му го земеме вниманието, па и малце нека се исплаши. Така. И да престане да цвили. Меѓутоа, пак ќе нагласам, никако не смееме да одиме кај него или пак да го галиме или да му даваме храна. Тоа е најстрого забрането. Така. Често се случува да новите собственици да го земат и кутрето во кревет. Сега може, значи да, меѓутоа кога ќе го земете еднаш во кревет, рачунајте дека тоа ќе биде нонстоп во кревет. После не можете да го вратите назад. Значи, кутрето нема што да бара во нашата кујна. Нема што да бара во нашата спална. Нема што да бара на нашиот кревет. Ние може да го сакаме. Така. Меѓутоа, ако еднаш го ставиме на креветот, тоа ќе биде веќе за цел живот. Него му е убаво на креветот да лежи. Меѓутоа, не е хигиенски, ќе имаме повеќе работа. Така. Да. Така. Кои се оние први команди, први начини на, рековме, не дресура, обука? Што е она што прво треба да го научи нашето ново кутре? Прво што треба кутрето да го научи е командата не. Значи, кога ќе кажете не, треба да го одвратите од било што. Дали ќе земе нешто од земја, дали ќе грицка по мебелот, дали ќе прави нешто што нас не ни е по кејф и нешто што не го сакаме. Значи, првата команда е командата не и командата дојди. Тоа се вика предобука или социализација. Кутрето мора да собира, од која нели ќе завршиме со вакцините, таму негде од 2,5 месечна возраст, па и втората вакцина 3, и кога ќе почнеме кутрето да го изнесуваме надвор, мора да собира што повеќе информации. Значи, да го внесуваме во гужва со луѓе, да го однесеме да гази по плочки, по
Буквално на секаква површина. Значи буквално на сите, галама, точаци, луѓе, автобуси, автомобили, велосипеди, да не дојдеме после во ситуација нонстоп да го брка поштарот, нели, кој ќе одваѓа со велосипед. Да. Значи мора да собере што повеќе информации, да се социализира и после таа обука што е, да кажам, специјалистичка, да биде полесна. И за сопственикот, па и за некој како мене што ќе го обучи тоа куче. Веројатно многу често се греши кога се размислува на тоа дали обуката почнува од првиот ден или почнува по некои 4 или 6 месеци од како кутрето ќе порасне. Некаде на интернет прочитав дека доколку почнете до 6 месеци или до 4 месеци едноставно ништо не работите со вашето кутре, доколку почнете токму тогаш тоа делува исто како вашето дете да го пратите во прво оделение кога би имало некои 10 или 13 години. Така. Значи се е обука. Така. Секој контакт со кутрето, со кучето е обука. И кога ќе седнете со пријателките на кафе, оно да лежи вака покрај вас како вие што лежат, и тоа е обука. Значи, сега седите во вашиот стан, утре ќе отидете во некој кафич, каде што за жал е многу малце дозволено да си ги носиме мелениците. Меѓутоа се надам ќе се поправи тоа. Меѓутоа, ако имате овакви примероци каде што нема да им досаѓаат на останатите гости, не гледам причина зашто и да не ви дозволат да па на крај крајва и можете на 5, 6, 10 метри да го ставите вашиот миленик да ве чека. Или кога ќе отидете во продавница, бидејќи многу неубаво ми изгледа кога ќе видам врзано кучето, па тоа сиротото лае го чека сопственикот да испадне од продавница или од некој кафич или било каде. Кога ќе си биде обучено кучето, а тоа може сопственикот да го направи, ќе си немате проблем и ќе заштедите на пари секако, нели? Така. Кога се доаѓа до оној момент дали сами дома да го дресираме, односно да го обучуваме нашето ново куче или да го пратиме кај професионалец, што советувате? Дали е доволно да се поразговара со професионален во секој случај да. Тренер на кучиња? Да не испадне како фалба, нели? Пред малце разговаравме. Нема книга што е испадната во Македонија за дресура на кучиња, па и од страна што не сум ја прочитал. Меѓутоа тоа не значи дека се знам. Значи можете на интернет да прочитате, меѓутоа тоа е многу малце. На секој куче е посебно за себе. Значи тоа е посебна индивидуа и секој си има свои посебни барања. И ако пробате шаблонски да работите, например, не е се исто да обучите германски овчар, да обучите самоет или шерпанинец. Например, шерпанинецот е најдобро да го оставите самиот и он секој си научи тоа што му треба. И сега тоа е да се изразам поинаку, исто како куќа да имате карабина и сега само да измалтарите фасадата да ја направите. Ме разбирате. Меѓутоа, ако пробате нешто да направите и ако дојде до тоа да вашиот миленик почне да се плаши, значи нема полошо од тоа да миленикот се плаши, значи ако го удрите кога не треба, не дај Боже, нели? Ако го казните кога не треба и доаѓа до таа недоверба спрема миленикот и вас. Тој контакт е многу битен. Значи, јас викам, 60% од дресурата е успешна, ако вие, како собственик, секој пат кога ќе го повикате вашиот миленик, ќе дојде. Како што викам и да е мажјак, да треба да пари, да го викнете да дојде. Мора да дојде. Да, мора. Би требало сега, мора. Веќе имаме гледач на линија. Добар ден за гледачот. Ало, добар ден. Добар ден. Се јавам од Куманово. Така. Имам 10-месечна путица, француска црна мажек. Па би сакал едно прашање на тренерот да му поставам. Така, повелето. Тој глобал е многу добро куче. Дали гледачот со нас или може би се исклучи? Да, со вас слушне. Добро, зборувајте слободно. Па, имам проблем што, да кажем, ние го викаме Оскар, не сека сам да седи дома. Целиот проблем е тоа. Ова е одлично прашање, верувам дека многумина собственици го имаат овој проблем. Па би сакал стручно мислење од тренерот. Да. Што понатаму да правиме?
тоа благодариме за прашањето. Значи приеска што разговаравме, веројатно и гледачот што се јави го направил тој и ја направил истата грешка. Можеби и не, сега претпоставувам. Значи кога ја донел подлицата, она цивкала и одел кај неа. Сега доаѓа до неговото куќе е многу поврзано со него. И сега единствено што може да направи еве како совет, да ги прави тие проби. Значи ќе го остави кутрето дома, по неговата француска подлица, ќе се спреми како да оди на работа или во град, ќе испадне од станот или од куќата, не знам од каде. Така. И ќе, меѓутоа, тоа ќе го прави како секојдневно што го прави, бидејќи куќето ќе сети ако он застане позади вратата и да чека, например, значи ќе испадне до 20 на 30 метра од станот или од куќата, ќе почека малци и ќе се врати назад. Ако нема лаење од кутрето, ќе влезе, ќе го погали и повторно тоа истото ќе го направи, ќе испадне надвор. Меѓутоа, ако има лаење, ќе направи некоја галама, значи ќе му викне од надвор или пак може со едно шише пластично да удри од земјата, да направи галама и повторно ќе се симне назад. И тоа временски ќе го продолжува се додека кутрето не се среди. Ме разбирате? Се надевам и гледачот дека ме разбра. Значи, мора сега од почеток, чекор по чекор, да го навикне кутрето на нивното отсуство. Бидејќи се случува не само подлицата, тоа знае само е да го прави и тоа воопшто не е добро за обкружувањето околу нас. Дали се тоа соседи или во стане уште полошо, куќето по цел ден да лае, тоа иритира. Така. Значи, еден начин е тој. Сега друг начин има, пак сега ставаме со камери, од надвор гледаме кога ќе почне да лае. Меѓутоа, у принцип, тоа е исто. Значи, кога ќе почне да лае, потребно е да влезе во станот одма, да влезе, да му викне на кутрето, да кажеме прекини и повторно да испадне надвор. Так. За да кутрето не знае кога он ќе се врати да му викне. Значи, поентата е таа. Се надевам дека гледачот ме разбра. Се надевам дека му помогнавме на гледачот. Имаме уште околу 5 минути доколку сакате да се јавите и да поставите прашање поврзано со вашите куќиња. Многу често се случува милениците, односно куќињата, да имаме проблем кога ги... моето прашање сепак ќе почека, ќе му дадам предност на гледачот. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете доколку имате прашање. Да, јас имам прашање до вашиот денешен гостин. Така, повелете. Имаме златен ретривер. Сега ќе наполни во јули 5 години. Така. Не го дадовме на дресура, пошто керка ми не сакаше да го даде, бидејќи разбрала се тепале тамо куќињата и така натаму. Така. И сега сами го воспитувавме, колку е воспитан, ние се знаеме. Бидејќи е големо куќе, влече, кога ќе излеземе надвор, влече, мислам, тешко можеш да го... Тоа беше и моето прашање, всушност, така? Да. Потоа, наредби ќе му фрлиме топче, не го враќа и така натаму, нема врска и за тоа. Него дали може на оваа возраст да се дресираат куќињата? Извинете, колку беше старо? Мислам рече 5. Во јули 5 години ќе помне, беше возрастно куќе. Да, значи, ајде и кога сте тука, значи може, сега ќе биде, имаме и следен гледаш, така. Ќе биде потешко за мене само, бидејќи колку е постаро куќето, толку е потешко да се научи. Меѓутоа, за тоа што они гледачот го бара, не е проблем, значи да не влече. Сепак станува збор за златен ретривер. Да, златен ретривер и една работа. Значи, еве се за гледачите. Значи, куќе кое е тепано, одма се сеќава. Значи, со спуштени уши, кога го вика дали дресерот или собственикот, тоа не доаѓа весело, малтене ползи, значи многу се познава. И секое тепање на куќето, например, еви ја како професионалец ако утрам некој куќе, автоматски ме враќа 2 недели па и 3 недели назад. Значи морам од почеток да го придобијам. Затоа тие тепања тоа струи не води нигде. Затоа нека не се плашат. Еви гледачот нека не се плаши, таква работа не може.
не проаѓа. Освен, значи кучето е дозволено ај тоа да кажем да судри, кога ќе земе нешто од земја, или ако проба некој да нападне од нашата фамилија. Меѓутоа, нашата фамилија, зборам, тие што сме во станот, не е некој братуче, тетка, некој од надвор. Некој, да. Така. Имаме и следен гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Предпоставам дека ви имате прашања на денешната тема, повелете? Да, значи, поздрав до гостинот. Женка шапланинка која предвадена се окоти. Значи, пред ова парење, мислим пред ова котење, значи, мајката била фантастична. Што е тоа што сега се случува да мајкава нема грижа за малите? Така. Од 8, значи ми остануваат 2, кои не знам дали тие ќе ми останат. Ви благодарам многу. Благодариме за прашањето. Се извини, ја не разбрав. Мислам дека беше прашањето за одличен примерок на женка шарпланинка која што не ги сака кутрињата окучена пред неколку дена. Да. Ако добро разбрав, се извинувам доколку погрешам, гледачот рече дека од 8 кутриња останале само 2. Сега, значи, се што треба да направи гледачот, значи, чим тоа не може ништо да се среди околу мајката. Меѓутоа, околу кутрињата ќе мора да ги рани на цуцла. Значи, тоа е тешка и макотрпна работа. На интернет има или нека контактира за да се направи тоа млеко, да не губиме време сега. Значи, може да се направи мечиното млеко и да пробаат да ги спасат и другите кутриња. Или пак да ги подметнат на некоја друга мајка, ако имаат во близина. Ако има таква можност. Да, ако има. Сите оние кои што ќе сакаат директно да постават прашање, дори сте можат по завршувањето на оваа емисија да се јават во студиото па да дознаат и како да стапат во контакт со него. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Едно прашање имам. Имам сибирски самоед и досега него имам искапено. Така? Ме интересира, се плашат од вода, имат 2 години и дали има некој трик што можам да го искапам? Интересно прашање. Да, има. Значи, ќе отидете во пет шоповите, немате представа колкава палета има за сибирскиот за нега на милиници. Да, так. Значи, нарочно за самоедот, он е куче кој бара големо внимание, значи секојдневно четкање. Так. Оти он кога ќе го пуштите да трча, он е како правосмукалка, он собира се на влакното. Не дај Боже да го пуштите во некоја трева, тогаш имате цел ден за чистење. Така, што имаат само едице им е јасно. Јас ви советувам да отидете во првиот пет шоп, има шампони за бело влакно. Така. Па може да користите и детска пудра за да го изгуби мирисот, некои користат и нишесте. Ќе видите колку делува, колку го беле влакното. Така. Да. Јас ќе прашам само дали имаме следен гледач пред да поставам уште едно прашање. Веќе сме на крајот на емисијата, всушност и терминот за оваа емисија истече. Би ве прашала на крај буквално во 2 реченици кои се најчестите, ги споменавме меѓутоа, кои се најчестите грешки кога се прават кај веќе куче кое што е во некоја поодмината возраст, мислам не поодмината возраст, меѓутоа навикнато во новото семејство, зборуваме за негде над 4, над 6 месеци. Кои се најчестите грешки кога пробуваме да го научиме нешто? Значи, најчестите грешки е таа наша нервоза. Так. При обуката и тоа што го кажав приеска. Значи, и за малото кутре и за возрастно куче важи истото. Најчестата грешка што ја правиме е сега нашето куче се задржало таму нешто, мири се душка, ние го викаме дојди, не доаѓа. Дојди бе, не доаѓа. Трет пат посилно дојди бе и ќе се смилува, он ќе дојде. Зошто не идеш? Плесни го. Так. Удри го или казни го нешто. Значи, во никој случај, тоа е најголема грешка, значи, во никој случај не смееме кутрето да го казниме кога ќе дојде кај нас. Без разлика што да направиме. Што да направил. Најдобро е да го ставиме, ако е во бокс, да го затвориме во бокс, дома да го ставиме во соба, ние може да испаднеме негде, да се извикаме, да се цркаме на тераса и да се вратиме назад и да почнеме пак од почеток. Така. Заклучокот е да се информираат навреме и со професионалци, веројатно, да не бидат нервозни, да бидат луѓе со цврст карактер. Така. Значи, нашиот збор мора да биде последен. Значи, ако му кажеме на нашето кутре, ако побараме нешто тоа да го направи, мора да инсистираме тоа да го направи.
Нека биде тоа 10 пати, 20 пати, 30 пати, од која ќе го направи тоа, ќе го погалиме, ќе му дадеме награда и ќе го пуштиме да трчка, да прави тоа што го сака. Меѓутоа, не смееме нешто да оставиме денеска, да го оставиме за утре, да работиме кампањски. Ако сме решиле да лежи денеска, и ќе пробуваме да лежи. 100 пати ќе го легнеме полека, додека не успееме да го направи тоа. Кој ќе успееме, ќе го пуштиме нека трчка. Ти благодарам многу за ова гостување. Верувам дека им помогнавме многу на гледачите. Хогар и Вокс веќе спијат, меѓутоа навистина ни е разубавија емисијата. Верувам дека ова што спија значи дека ми е пријатно во наше друштво. Одмара. Така. Ти благодарам многу. Тоа што навистина покажавте интерес за оваа емисија, секако за дресурата на вашите миленици, или како што се одлучивме да наричаме и обука на милениците, односно на кучињата, еве нека биде повод за повторно поразговараме на слична тема во 24 од Сесрце. Навистина ви благодарам за вниманието со кое што не следевте, веќе му се заблагодарив на мојот гостин и секако ќе се заблагодарам на собствениците на овие две прекрасни кутриња кои што ни дозволија да се подружиме малку со нив и да ни го разубават студиото. Имајте убав викенд, се гледаме од понеделник.